Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени окръстяваме, браќи и сестри, Христос се роди! Вистина се роди! Христос се роди! Вистина се роди! Христос се роди! Вистина се роди! Највозлюбени, на почетокот од денешнава беседа сакам да ве подсетам дека во четврток ќе ја славиме православна нова година и во истиот тој ден големиот Господен празник Обрезание Господње и големиот светител, архиереј, теолог и философ на црквата Василий Велики, Кападокиски чудотворец. Во тој ден се собираме сите со особена нагласка на нашите деца, кои што на почетокот од нашата православна нова година заслужено ќе бидат, како и секогаш, така и оваа година, наградени со книги и со пакетчи. Ве молам, немојте да изумите да ги донесите вашите деца. Тие се нашата иднина, нашата перспектива. Нив треба да ги сакаме повеќе од се. И ако ги сакаме, ќе ги имаме. Зашто детето не просто треба, туку тоа мора да биде плод на љубовта на своите родители. И токму на тоа ни учи Светата Црква Божја, самиот Христос, кој што е Бог на љубовта и Бог на вистината. И потоа на се друго, без што човекот не е човек. Ако на нова година во четврток се собериме сите со сите наши деца, ќе го дадеме одговорот за злосторството што јудејскиот крал Ирод го направи во Витлеем и неговата околија, кога ги уби сите дечиња на возраст од тогаш родени до втората година од животот. Денеска Светата Црква Божја повторно се сеќава на тој дел, на таа епизода од животот на малечкиот Христос. Пред да се случи злосторството, ангел Господен го извести Јосифа да стане, да си ја земе жената своја и Христа малечки и да ја напуштат светата земја, така што ќе се преселат во Египет, во градот Каиро, и каде што ќе останат до денот кога повторно истиот ангел ќе го извести Јосифа дека убиците на децата во Витлеем, по кој што плаче старозаветната Рахила, бидејќи децата ги нема. Гледајте уште од кога старозаветните пророци го предвиделе новозаветниот настан, геноцидот на децата од Витлеем.
ljudi, Marija, Bogorodica, večno devata, бидејќи тоа беше до раѓањето и остана тоа после раѓањето. Затоа што детето што го носеше во својата утроба беше зачнато надприродно од Духот Свет и надприродно роден. Како може девојка да роди и раѓајќи да остане дева? Па така како што се случи со неја. А што се случи со неја? Откако го зачна Духом Святим Иисуса во утробата своја, таа го роди така што не беше распечатена незината мајчинска утроба. Потоа Христос на ист начин ќе воскресне. Погрешна е представата за воскресението Христово со плоча надгробна дигната од гробот. И Христос, кој што како еден вид космонаут излетува од гробот на кај небот. Тоа е еретичка представа, несогласна со православното предание за воскресението Христово од гробот. Тогаш како Христос воскресе? Така што помина низ гробната плоча без да ја распечати. Имајќи го телото на човек слободно од гревот и од смртта. И во тоа е разликата помеѓу нас и него. Во тоа што нашата природа човечка е инфицирана од гревот и од смртта. И генетски таа инфекција, тој опасен вирус, да го наречам, гревот и смртта, се пренесуваат на следните човечки поколенија. Од таа трансмисија на гревот и смртта не беше ослободена и Богородица Мајка, поради што учењето на западните теолози дека безгрешно го родила Христа е сосема погрешно. Или дека безгрешно го зачнала Христа. Точно е, рековме еднаш, дека таа не знае за свој личен грев, но не можеше да се ослободи од гревот на првородителите, примен преку природата на незините родители. И така, Христос е роден, без да ја повреди природата на мајката своја, без да ја распечати незината природа, со што и е сочувана вечната девственост на Богомајка. Така, браќи и сестри, Христос се врати назад со своите родители, но чуја дека заменик за умрениот Ирод е новопоставениот крал на Јудеја, Архелав, за да не се сретне со него, за да не се случи нешто несакано, нарушување на свештеното предание на црквата,
Tije go zaobikolija, Hitle i se naselija vo Nazaret, kako što je prorokuvano, ušte vo starozavetnite knjigi, vidiki Hristos, takav ke bide narečen. Isus Nazarec, Isus od Nazareta. I gledajte se koje slovce, bukvalno, izrečeno od ustata na svetite proroci. A za svetite proroci zboruvame kako za starozavetni evangelisti. I ispolnjeto do kraja. Ništo ne je preskoknato ili zaobikoleno, ili na podrug način izveden. A starozavetnite proroci bile moćni, silni, prodorni, duhom svatim, bi gledale vreminjata što doalja pred njim. No i nastanite i ličnostite za koje što zboruva. Tije nekoliko stotici pa i iljadi godini pred od njih prorokovanite nastani imale jasna predsadržanja. Zato ja velam sejevo soglasnost so svetoto i sveštenjoto predanje na crkvu. A to znači da božestveni plan za realizaciju na svetot i čovjekot od nego sozdadeni je planot što treba da se izvede. A nije treba da staneme njegovi Božji součesnici v izvedovanju na božestvenata ekonomija. Ekonomija je grčki zbor, što možemo da go ponašime, da go po makedončine zborom domostroj. Božestven domostroj na spasenijeto, na čovjekot i na svijetu. Gledajte, da se spasi svetot i da se spasi čovjekot, znači da se realizira onakvi kakvi što Bog vo svoj božestven gi zamislio i za što gi sozdao. Vse je prosto, vse je jednostavno, no naši pretovaren od našite grevu i oslepeni, ne prosto su naši od telesen vid, tu so duhovni od vid slepi, ne može se to da go vidi. Pa sve što ni se nudi, kako interesno, novo, aktuelno, moderno, sovremeno, je nešto po što trčame, ne znajki, deka na toj način se vletuvame vo opasnite i bezizlezni lavirinti, podgotveni od neprijatelja od Božji, a njegovi od neprijatelj i naš neprijatelj i neprijatelj na svetom, na sevkupnoto božestveno sozdanje. I tako, braća moji, svetoto semejstvo, sagrada familija, vo čest na svetoto semejstvo se sogradili mnogo velelepni hramovi, najprvo hramot od Kajro, sogradi na mestoto kada što svetoto semejstvo odsednalo. A eden od popoznatite za vas je onoj hram na Antoniji Gaudi od Barcelona, pošto je izvanreden za njegov arhitektike, možda najdobro da zboruva. Ingeniozna arhitektonska tvorba i ostvaruvanje vo čest na svetoto semejstvo. Ima, siguren su ušte mnogo hramovi posveteni na toj nastavi. I naše to srce, da go pretvorime vo hram, vo pošto ke prebiva, ke obitova svetoto semejstvo.
Tako što i nije tim se pridružime. Na Marija, prisnodjeva, novorodeni od Isus i na Josif, pravedni od obručnik od Vitleje. Gospod milostiv da ne čuva nas, naši od narod, naša tatkovina, si te luge i si od sveta. Amin. Amin.